Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска. Добро утро во новата 2022 година. За нас оставивме на вистина бурна година и на политички план, и на општествен, и на економски, последно и на енергетски. Но исто така оставивме печат и во спортот. Но затоа што направивме ни една ретроспектива малку подоцна, а разговорот ќе го почнеме со оно што е најактуелно од спортските вести во светот со моите колеги Никола Здравковиќ и Огнен Дојчиновски. Добро утро, благодарам што дојдовте во утрински брифинг. Благодараме на поканата. Благодариме. Како што кажав, оно што е најактуелно, што се случува во моментов, е многу коментирано на социјалните мрежи, состојбата со Новак Ѓоковиќ во Австралија. Последно што прочитавме утринава е дека жалбата му е одобрена, но сепак е приведен, дали е ова вистина, Здравковиќ? Да, па последната информација која што ја прочитавме некоја минута пред да влеземе во студиово е информација која што ја потврди самиот негов брат дека иако визата му беше вратена, со што практично тој го доби судскиот спор за кој што се говореше деновиве наназад, државата, односно министерството кое што е надлежно за имиграционите прашања, сепак го привело и наводно му се приподготвува депортација. Така што Зошто ако претходно му е вратена визата? Па мислам дека е ова прашање за австралиските власти, затоа што држава која што се представува за организирана, за сериозна и држава на која што би требало се угледаат, ајде така да ги наречеме земји од третиот свет, мислам дека не може да си дозволи вакви работи. Ова го зборувам од аспект на логика, не од аспект на навивач или на Австралија е една од приврзаник. државите што имаше најдраконски мерки кога е корона кризата во прашање. Дури австралиски државјани не можеа многу долго да се приберат дома затоа што им се закануваа долги затворски казни. Што се случи сега со Австралија Open? Вака, прво да кажам за Австралија за нејзините мерки и исправувањето. Секоја држава треба нели да се справи со кризата онака како што најдобро мисли дека треба. Меѓутоа, истата таа држава на тенисерите им овозможила една алатка која што се нарекува медицински исклучок. Сега, ако некој го користи тој медицински исклучок, го користи затоа што си му дозволил да го користи. Еве са имате вие случаи каде што не само Џоковиќ и други тенисери се обиделе да ја искористат оваа алатка, на некој му било дозволено. Меѓутоа, имате и случаи каде што тенисерка од Русија не е пуштена да игра на Австралија Open затоа што нејзината вакцина е Спутник, која што во Австралија не котира баш највисоко меѓу вакцините. Така што Австралија, ако сакала да им забрани на овие луѓе да дојдат, кажи им, дечки, ајде да се договориме. Кој не е вакциниран, не може. Не важи медицински исклучок. Кој не е вакциниран со вакцини кои што ги признава државата, не може да игра. Па кој ќе дојде на сопствена одговорност да биде вратен? Сигурни сме дека не им било тоа кажано претходно? Па еве гледате дали им било кажано или не. Значи овие тенисери поминале на 2 медицински комисии на самата држава Австралија. Не се тоа комисии донесени од Здравковиќ, дома колку се нивни. точни гласините и оние коментари на социјални мрежи кои ги читаме дека може би ова и политичко прашање? Па сега не би сакал Или да фаворизирање? Па не би сакал да навлегувам дали е, дали не е, затоа што деноје кој ќе се осмели да каже дека е политичко прашање, веднаш му се лепат некакви етикети, така што знам дека би биле луѓе склони и мене да ми залепат етикета. Меѓутоа еве само ќе кажам дека вчера се појави информација дека на 20 декември Рафаел Надал е тестиран позитивен, на 31 е влезен во Австралија, а 14 дена според австралиските закони треба си во карантин. Од 20 до 30 према 11, нема 14 дена. Така што ова го јавуваат спортисти балканци кои што играат во Австралија со години и ги знаат тамошните закони. Значи се повикувам на конкретни луѓе, конкретно на фудбалерот Милош Нинковиќ кој што игра токму во Мелбурн. Не се служам со теории на заговор, затоа што не сакам и мене некој да ме Веројатно си навикнат како во ваков или новинарската таков. работа на лепење етикети, нема прв пат да ти биде. Да. Само уште едно прашање за Ѓоковиќ. Колку е точно оно што можевме да го прочитаме изминатите денови дека заразен делал пакетчиња на млади тенисери, награди, пардон. Не можам да кажам дека не е точно, постојат одредени фотографии кои што ако се испостават дека се точни во дадените датуми, дека државата во која што тоа што се случило, треба човекот да си го испроцесира без разлика на името и презимето.
Дичиновски, да преминаме малку на Па може јас да македонски. кажам нешто за Џоковиќ. Не, Слободно. не е спор. Па првото моето основно прашање е зошто Џоковиќ не е вакциниран, прво и основно. Вака како појдов на по момент зошто не го примаат во Австралија визави проблемот со визата и сето тоа што му се случи, тоа од административен дел. Значи, мојот првен личен е зошто Џоковиќ сам по себе се направи како или атмосферата, едноставно јавноста во Србија спонтано го направи како некаков си лидер на антиваксер или не знам ти на што. Тоа за мене е поголемиот проблем од тоа дали он ќе игра на Австралијан Опен или не. Самиот фактор што тој е некаков рол Да, модел, но дали некаков ќе игра на некаков си Австралија Опен менува нешто на АТП листата, зашто го обвинуваат или каква етикета последно му залепиле во неговата кариера, ништо не менува. конкретно него веројатно ништо не уменува, на глобална мислам дека менува многу, затоа што он не е некаков си идол на цела една генерација светска, не само на спортисти, не гледате каква фама се крева околу сето тоа. Значи, мојот проблем е најмногу зошто конкретно лик како Новак Џоковиќ кој што ајде сега да е некој 250 на АТП листа, па не го пуштаат натре, па ајде тоа некако ќе пројде, меѓутоа целата атмосфера што се создаде околу тоа мене ми е очигледен проблем. Здравкови коментар за вакцината. Требало да биде вакциниран до сега, иако Вака, Џоковиќ уште кога почна се појавуваат првите вакцини се дистрибуираат низ светот, он во еден од своите подкасти кои што ги имаше во тоа време, каде што се вклучува и Стен Вавринка и Енди Маре и меѓутоа и други ликови од различни општествени области, Џоковиќ кажа, ова го цитирам сега, не го измислувам, јас и не го парафразирам. Јас не сум против вакцините, меѓутоа одбивам да примам вакцина под присила. Не сакам да се вакцинирам сега затоа што мислам дека имам малце информации, што не значи дека нема да се вакцинирам некогаш во иднина. Јас ова не би го вметнал под антиваксерство. Антиваксерство Да, но мислам дека знаеме е во кога какви отворено... општества живееме, предпоставам на тоа мислеше колегата Огнен. Добро, сега е општествено И сам, прифатено... што тоа го кажа, да не ми залепат некоја етикета. Да, за тоа зборуваме. Така, јас сум од оние што влагаат слободно во молови, така да ако ги интересира луѓето. Така што мислам дека пак тоа е негов личен избор кој што тој го има образложено и мислам дека плюс е за него што никогаш нема агитирано против вакцинација, туку има помогнато 3 здравствени системи на 3 различни земји при справувањето со кризата, каде што спаѓаат и респиратори, и тестови, и вакцини. Сите поделби некако се поклонија пред поделбата ваксери и антиваксери во овие тука би се последни сложил со Огнен дека тоа се години. наметна некако таа дебата. Дури и во личи ми за- спортот, дури и во спортот, за жал многу работи беа променети откако дојде оваа пандемија. Прво воопшто ништо не се играше, подоцна се играше без публика, еве сега некако гледаме обиди да се врати се во нормала. Но ајде прво да ги скоментираме она што се случуваше, што е важно за нас во текот на овие 2 изминати пандемиски години. Настапивме на Евро, вративме сребро од Олимпијада и Секако тоа е светски дека е шампион најбитното. кикбокс. Так. Што ќе издвоите вие како Првенствено, најважно? секако дека би го избрал Европското првенство во фудбал. Историски момент за Македонија, сениорско, претходно игравме само до 21 година во Полска 2017 година. Ова беше нешто чекор нанапред на една генерација која што е во континуитет, да речеме, носител на нашата фудбалска репрезентација. 10 играчи игра и на U21 Европското првенство 3 години претходно, а и сега. Најголем македонски успех во колективните спортови, да кажеме, визави ракометот или кошарката, меѓутоа фудбалот за мене, што се вика кралица на спортови, па така деве малце ќе му дадам предности на Токму на тоа фудбал. сакам да те прашам, дека следиш спорт многу, секаков спорт. Зошто кај нас индивидуалните спортови не заземаат толку многу простор во медиумите или во јавноста, како што тоа го прават ракометот, кошарката и фудбалот? Па еве конкретно еве сега, пошто го спомна тоа, јавна критика до сите медиуми спортски, конкретно во случајот со Новак Џоковиќ. Значи, во континуитет, 4-5 дена, значи таков наплив на информации, буквално минута во минута, како да сме во Белград, не во Скопје. Значи, тоа мене ужасно ми смета.
Значи, секоја чест на Новак Џоковиќ и на неговите успеси и најдобриот тенисер на сите Е, времиња. сега, ако во моментот. направиме паралела како се известуваше за време на Европското првенство, за време на Олимпијадата, не би смеело да биде ни на исто рамниште. Македонските спортисти визави странските, затоа што веројатно на македонските новинари ми е многу полесно да препишат отколку да најдат информација. Пак голема критика до нив, до моите колеги, до сите, што едноставно на полесниот начин се вршат работата, односно не се вршат и дозволуваат да странскиот спорт доминира во нашите медиуми, што е ужасно погрешно. Не е дека ние немаме индивидуални спортисти и далеку од тоа дека го имаме еден Џоковиќ. И така да се трудиме да го направиме. Еве го имаме во борачки вештини, ама и сега, пак тоа конкретно не за Дејан е... Ѓорѓиевски не требаше дечкото да освои медаља, па да дознае Македонија кој е човек. После медал од каде? Олимпијадата е навистина скапа работа, но треба ли малце подобро да ги пренесуваме спортските вести од таму? Треба ли малце подобро да идеме медиумски покриени? Секако дека треба, би се сложил со Огнен дека нашето спортско новинарство каска во смисла на зачувување и на промоција на луѓето кои што ги имаме. Ние живееме во земја каде што телевизиите немаат спортски емисии, немаат спортски дебати, нема каде да се викнат тие спортисти. Еве, што вели пред Олимпијада, Дејан луѓето да го сретнеа на улица, немаше да знаат тој човек со што се занимава. А после Олимпијада сите да се сликаат со него, сите да го потапкаат по рамо, се гледаме во Париз. Значи, отсуствува поддршката на самиот почеток. Значи, апсолутно. И не само тоа, и како држава. Така. Не само тоа, ти во старт институциите кои што се инволвирани во спортот мора далеку на подобар начин да го менаџираат тоа. Ти не можеш на 13-14 годишна возраст да не процениш дали еден спортист е капацитет и квалитет. Браќата Костелич, братот и сестрата се под покровителство на T-Mobile од 14, 15, 16 годишна возраст, кога они во јуниори освојуваат медали на олимпијади, на светски првенства. Од тогаш Ивана Шпановиќ ги има најголемите спонзори во Србија од најмала возраст. Таа е талентирана и сите се тие квалитетни, Да, пред сите останати должности е на федерациите и на државата. И на институциите. Ајде еден коментар, бидејќи во изминативе години речиси нема спортска федерација од било кој спорт за која што немаше некаков вид обвинување или скандали во јавноста. Какви се вашите впечатоци од внатре ако го следите спортот секој ден? Па јас прво мислам дека во добар дел од федерациите не достигаат внатре луѓе директно поврзани со спортот. Точно, треба федерациите и да имаат и луѓе кои што се вешти менаџери, меѓутоа тие вешти менаџери не може по секоја цена само да менаџерисуваат во федерациите, туку треба да имаат и луѓе кои што го познаваат спортот, кои што и самите биле дел од тоа. Професионализација. Така. На крај во еден збор собрано професионализација. Да се тргнат тие како да кажам, македонштина во сите тие работи. Професионализација, не аматерлук, луѓе кои што сериозно биле инволвирани. Како до таму? Има ли изгледи, гледате вие? Секако дека има. Воопшто тоа не е проблем да се направи, само да има волја. Волја треба, да, механизми има, волја само треба. Не река и ни Македонија нема закони и прописи за тие работи. Напротив, ги има закон за спорт, ваучерски систем, се. Буквално добро, и законот за спорт беше малку спорен кога е Олимпијадата во прашање. Така, секој закон е подложен на измени, на промени, на... Така, ако видиш дека во пракса не е добар, ќе го промениш. Меѓутоа и да го промениш, да дојде до најдобриот закон во таа област, доаѓаме до моментот кога треба да се испочитува и да се имплементира од оние кои што, па и така да се изразам, го живеат законот, неговите последици и сето она што тој закон представува. Пичиновски едно предвидување еве за фудбалската година пред нас. Март не чека нешто што Македонија не доживеала до сега. Баражот во стрес. Чуда. Ке беле коса пак. Така. Се спремаме за пат за Италија. Па ќе видиме баражот за пласман во Катар, полуфиналето. Најпрво треба да играме со Италија во Палермо, па потоа со доколку се биде во ред и доколку извојуваме победа, потоа со победникот од Португалија и Турција. Какви ни се шансите?
Па зашто не? Чим стигнавме до тука, секако дека не се големи шансите. Една Германија во гости ја победивме. Секако. Кој очекуваш? Дека. И кој може да очекува на 2 кола пред крај, кога ни се дава минимални шанси да ја поминеме групата, дека ние ќе ја поминеме стварно и дека ќе отидеме во бараж. Добро, Така но што- ли реални ли се Веќе на очекувањата гостински дека терен ја секој пат ќе имаме Одигравме таков 1-1 со резултат? Италија веќе на гостински терен еднаш. Вака, тоа да се случи еднашка може да биде случајност. Меѓутоа кога една екипа 2-3 пати покажува ваков резултат во битни мечеви, тоа значи веќе не е случајност, туку екипата има нешто да понуди, има карактер, има таа некоја црта на неоткажување во себе, така да зошто да не? Италија е европски шампион, на нивна страна е притисокот, не смеат да се изрезилат дома, ние идеме растеретени, можеме Ние нема само ништо да да добиеме. загубиме. Така е. Реално. Баш кај дечкиве наши осеќаат енергија што им ја даваме и како јавност и како навивачи, тоа може само од корист да им биде. Ние не им ствараме притисок како што италијанците на своите ќе им створат. И за крај дали таа поддршка и таа еуфорија играат пресудна улога, ова ве прашувам и во контекст на короната, бидејќи голем дел од спортистите можеби првично и беа демотивирани со оглед на тоа дека досега не се соочиле со вакви услови или со празни во стадиони. комуникација со фудбалерите знам дека таа поддршка им е повеќе од потреба. Они самите во комуникацијата се запрашуваат, ама зошто толку не се пише повеќе за нас, зошто Добро, не но се еве сликаме повеќе, зошто на европското првенство огромен број фанови отидоа да ги поддржат. Да. Па знаеме како завршија речеме, резултатите. Во Букуреш убедливо бевме најбројни. Најбројни. Убедливо. Нешто Украина имаше поддршка, меѓутоа далеко беше од македонската поддршка. Момци, благодарам што бевте дел од денешниот Фала утрински ти, брифинг. Никола Здравковиќ и Огнен Дојчиновски, моите колеги од спортските редакции, долги години во спортот и како новинари и како страствени влюбеници во истиот. Благодарам што утринава дојдовте да поразговараме на овие теми. Благодарам и на вас.